Вработените во центрите за социјална работа во повеќе градови низ Македонија излегоа на протест по немилиот настан каде што вчера во Прилеп беше пукано со пиштол во нивна колешка додека таа се наоѓала на работното место. Бараат итни системски промени, со кои што нападот врз вработен од Центар за социјална работа ќе се третира како напад врз службено лице, построги санкции за насилниците, физичко обезбедување на центрите, психосоцијална поддршка за вработените кои што биле изложени на насилство, како и унапредување на условите за работа. Побараа и осуда за говорот на омрза кој што вчера го имаше во огромна мерка кон нивната колешка на социјалните мрежи од страна на одредени граѓани. Вработените во центрите за социјална работа секојдневно се соочуваат со закани, вербални и физички напади, додека ја вршат својата должност за заштита на најранливите категории на граѓани. Недостатокот на безбедностите мерки во институциите, каде што работиме сериозно, го загрозува не само нашето физичко и ментално здравје, туку и квалитетот на услугите што ние ги обезбедуваме. Сакаме да изразиме силна осуда на говорот на омраза кој што континуирано се случува, а ескалираше во вчерашниот ден на социјалните мрежи. Таквиот говор на омраза само ги охрабрува сите оние кои мислат дека се незадоволни и може да придонесе за ново насилство во била која институција. Од Центарот за социјална работа во Прилеп пак денеска истакнаа и тоа дека не биле известени од психијатриската болница во Демирхисар за бегството на пациентот кој што бил сместен таму и е директно поврзан со дело и закани кон повредената социјална работничка, кон која што беше пукано, а која што пак претходно била дел од бракоразводна постапка на сторителот на ова дело. Јас не добив некакво известување дека тој е избеган, па за да ние ја подигниме нивото на подготвеност и очекуваните можни сценарија, бидејќи знаевме и колешката во континуитет пријавуваше, бидејќи тој приватно после работното време и се заканувал. Инаку АЈ успеел да избега при спроводот од Демирхисар до основниот суд во Прилеп, каде што бил донесен на 20 овој месец за сосема друго претходно дело. Полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Демирхисар во текот на денешниот и вчерашниот ден извршија проверки во психијатриската болница Демирхисар и на разговор биле повикувани повеќе лица. Исто така, полициските службеници вршат проверки како лицето АЈ успеал да избега при транспорт од психијатриската болница до основниот суд во Прилеп. Инаку вчера во Центарот се случувала вистинска филмска драма, а случајот можел да заврши уште потрагично, затоа што сите вработени мислеле дека сторителот АЈ носи само пиштол со ќорци. Успеав да го неутрализирам за да го донесам во зидот позади мене и за жал испука и овде куршуми. Не знам како е колешката повредена и не знам во кој момент колешката е повредена. Повредената социјална работничка е надвор од животна опасност и се наоѓа во Прилепската болница. Осомничениот АЈ од Прилеп денеска е изведен пред судија на претходна постапка, а од основното обвинителство е побарано 30-дневен притвор за обид за убиство и нелегално поседување на оружје. Обвинителството ќе испитува и тоа како и каде АЈ им избегал на вработените од болницата кои што го спроведувале до Прилеп.